Бикот Ѓуро, кој вчера си губи 73 годишниот собственик, денеска спокојно одмараше во шталата. Местото каде се случи трагедијата денеска е пусто, а поради погребот на несрекниот сточар, никој немаше ниту со стоката, бикот Ѓуро и неколкуте крави. Смртоносни реакции, како таа на Ѓуро, во практика на сточарите не се непознати и тие се дел од ризикот во оваа работа, објаснува долгогодишниот сточар Мијалче. Ваков случај како вчера е случен, има и понапред се случено, меѓутоа према стоката треба да се постапува помирно, кога е стоката агресивна, човекот треба да бега од неа, да остае и нема да го нападне. А штом стоката ја удараш еднаш, два пати, таа уште поголема агресивност. И такви работи се има случено. Каква според искусниот сточар сега е еднината на Ѓуро? Еднината на ваков бик му е кланица, продавање, клање ништо повеќе. Повеќе таков бик не треба се чува. Психолошки анализирано и со правна терминологија станува збор за класично убиство во миг од страна на Ѓуро. Но, како ветеринарите ги објаснуваат моментите кога животните настапуваат убиствено? Две причини се клучни за активирање на животниот безбедносен аларм кај животното. Првата е загрозување на животот од туѓа агресија и втора вознемирување во период на парење. Објаснува доктор Крсте Митев. Иако ваквите несреќи се релативно ретки, сепак неколку годишно опоменуваат дека со животните сепак треба поинаку.